Летото Господово 2001 година за Република Македонија беше виорно, судбинско и незавршено време. Војната предупреди дека нејзината рушителна сила продолжува да се заканува со нови мотиви за лудување на крвта. Дали се искористени сите можности за мирно решавање на кризата? Разоружувањето на Ослободителната народна армија на албанците се одвиваше до крајот на август. Акцијата Неопходна жетва ја извршија силите на НАТО стационирани во Македонија. Тоа беше време на голема напнатост и исчекување. На 27. август 2001 година, во насилбата Колтук во стариот дел на Тетово и пред селото Брвеница, населението протестираше против повлекувањето на тешкото оружје на армијата на Република Македонија. Застрашени од виорот на војната, луѓето не веруваа во изјавите на надлежните дека војните дејствија конечно се заменуваат со разговори и преговори со помош на меѓународни олеснувачи. Се ширеше уверувањето дека собирањето на оружјето од припадниците на ОНА, војниците на НАТО, не го извршија во обем и бројка која се очекуваше. Јас сум жител на Колтук и овие луѓе што ги гледате овдека, сите се жители од овој реон. Ако ова наоружање се повлече надоле, ние нема да дозволиме ќе полегнеме овде по улица, ако може преку нас, нека не усмрта, нека пројда, нека се повлече надоле. Тоа. Зошто не дозволувате? Па не дозволуваме затоа што ќе слеза терористите и нас овде, ќе не ограба, ќе не протера и целиот народ што го гледате овде, се ќе биде поништен. Значи сите се решени заеднички? Сите сме решени заеднички овде. Гледате какви масакри се прават, поготово задниот дел во Бриони што се случи. Тоа чудо невидено е. И нема да дозволиме до тој степен да не дотера, него поарно тенкојте, топојте нека не изгаза овде, а не они да не малтретира и да не убија.
Na 27. septembri 2001 godina Ali Ahmeti во Šipkovica proglasi raspuštanje na osloboditelната armija na Albancite. Жешкиот костен за помилување на припадниците на ОНА беше во рацете на председателот Трајковски. Тој на 8 октомври предложи амнестија за припадниците на ОНА, што владата го прифати. Во предлогот за амнестија беа иземени оние припадници на ОНА кои сториле казнени дела според Хашкиот трибунал. Ja sam Fikčić Admir, tim lider firme humanitarne organizacije za deminiranje BHD Mining iz Sarajeva. Јас сум Фикчич Адмир, раководител на тимот на хуманитарната организација за деминирање BHD Mining од Сараево. Дојдовме овде пред 10 дена да извршиме преглед на теренот, дворовите и куќите за враќање на населението. За овие 10 дена пронајдовме една неексплодирана мина, 3 неексплодирани експлозивни средства. Од тие 3, 2 се тромблонски мини од золја 64 мм, една рачна бомба која беше вкопана во земја, која ја најдовме со пребарување на теренот. Враќањето на македонските безбедносни сили во кризните подрачја за Тетовскиот регион започна во селата Лешок и Теарце. Стартуваат така наречените пилот патроли со мешан етнички состав на полицајци. Во Лешок и Теарце полицајците се поздравени од македонското население. Со забележителен оптимизам се очекуваше целосно враќање на раселените македонци. Но еден ден по влегувањето на патролите во селата, минирана е зградата во Теарце, каде е сместена општината и полицијата. Дел од објектот на локалната самоуправа е срушен, дел од објектот на полицијата и дел на ЈКП.
На 30. октомври 2001 година почна академската учебна година на Штуловиот универзитет на Југоисточна Европа во Тетово. На 13 ноември кај тетовското село Требош од заседа се убиени тројца полицајци. Одговорноста за убиството ја превзема така наречената Ана. Се подметнуваат пожари во македонски куќи, продолжуваат плячкосувањата. И покрај разните контроверзни информации, семејствата на 12 киднапирани македонци се уште се надеваат на вести за судбината на своите. Се обидуваат на разни начини да ископаат било какви информации за своите најмили. Никој од некогашните команданти на ОНА и незиниот политички водач Али Ахмети не дава вистински информации. Терористичките акти на убиства, киднапирање и малтретирање на недолжното цивилно население е во функција на прикривање на вистината за геноцидот, исчезнувањето и киднапирањето на цивилите во Тетово и Тетовско. Со тоа само се потврдува нарушувањето на меѓународното хуманитарно право. Јас сум Ангелина Михајловска, сопруга на Цветко Михајловски, киднапиран ми е на 23 јули, присуство на мое. Оваа блокада денеска ја поставивме
може да биде и секојдневна, се додека не ја дознаеме судбината на нашите 12 киднапирани македонци. Ние сме тука веќе 6 месеци, а нашите се киднапирани повеќе од 11 месеци. Ние тука немаме барање, него имаме само едно барање, да ги најдеме нашите најблиски. Морам да кажем дека нашите барања се насочени према надлежните државни институции, првостепено, а потоа и према меѓународниот фактор што е присутен во Македонија. На 16 ноември 2001 година, Собранието на Република Македонија конечно ги усвои амандманите кои влегоа во Уставот. Со усвојување на амандманите се заокружи процедурата за имплементација на рамковниот мировен договор. Но остана најголемата пречка за нормалниот живот, а тоа е загубената доверба за соживот. Како да се насочат различните етникуми за потекнување на похумани меѓуетнички односи, за градба на мостови на доверба, а не за омраза и делби. Виорот на војната беше закана не само за територијалниот и националниот интегритет на Република Македонија, туку едновремено беше закана за менување на свеста во која човечноста задолжително треба да се стави на испит. На 16 јануари 2002 година, специјалниот координатор на Пактот за стабилност за Југоисточна Европа Ерхард Бузак изјавува дека Република Македонија има еднакви шанси за мир или за војна. Се очекуваа нови терористички дивења и војни дејствија пролетта 2002 година. Како да се создаде клима за заеднички живот, во кој различностите ќе бидат за зближување, а не за разидување.
Човечкиот разум не смее да се препушти на инстинктите, за да ја надмине неотпорноста на човекот пред светоста на животот и обстојувањето, зашто како што вели македонскиот револуционер Гоце Делчев, светот треба да биде место за културен надпревар меѓу народите. Мултиетничките средини се карактеристика за целиот свет, а за добронамерните има место во сите средини. Мене ми е тешко да кажам и да го потребам зборот соживот. Од една проста причина што соживотот представува една форма на, ја би го рекол тоа живот. Ја животот е основно мерило на човекот. Човекот нема два живота па да може да каже дека имам еден соживот, другиот да ми биде живот. И баш за тие причини јас сакам да зборувам за животот. Во овој период и овие моменти кои што настанаја, може за некои кај одредени категории на луѓе во населението представува и доведува одредени можда шокови. Кај мене и кај мојот комшија Фетија, тие промени, може ќе бидам нескромен да кажам, ни за момент не ги пореметија односите кои што можда во човека како несовршено човечко суштество би ги пореметиле. Зашо тоа се деси да не ги пореметат, представува нешто што човекот мора да го во својот живот гае. На едно пријателство, на едно другарство, на еден однос кој што нема мерила на вредности што човек може да ги измери. Тоа не се прави ни со пари, тоа не се прави ни со подкуп, тоа се прави со некои лудски човечки особини. Ако човек успее да тие особини ги надгради во својата свест и ги подели со својот пријател и комшија, тогаш ниту верата, ниту нацијата, ниту другите елементи може да ги побијат. Ако до тој елемент дојде, да тоа пријателство биде до таа граница искрено, без икакви примеси кои што човекот сака да ги примеси заради политика и други работи, што мене и Фетија верувам дека тоа ни е странно тело. Јас не сакам да идеализирам, да ви кажам отворено и да речете дека сега па ми е ептен го правиме тоа ради некои други причини или ради моментот како вие сега го снимате. Не. Немам такви, верувајте, такви претензии, уопште не ми паѓа на памет дека сега се снима еден инсерт на една ваша емисија, па заради тоа јас ги кажам овона. Ова го кажам стварно, искрено, наотворено, искрено, без никакви трунки на политизација. Ми смета да ви кажам политичарите, ќе ми извините ако малку кажам, во помала мера некогаш и новинарите ми сметаат што некои работи или ги надуват или ги кријат. Едните и другите мора да бидат искрени. Тоа се две категории кај нас кои што мора да се приземјат. Приземнувањето и на новинарите и на политичарите и саќање на реалностите на животот и на разликите, нивното прифаќање
на таа разлика и разбирањето за односите на едниот и другиот, многу ќе значи на овие простори да се врати нешто што овде постоеше порано многу во едни други околности. Да можам да ви кажам дека тие работи не ги доживувавме така на поделба, на еден однос ово. Ние сме пример кој што сакаме тоа што пред 20 години беше да го, ако може да го вратиме или дел од него да вратиме. Ако во тоа успееме, верувајте, јас ќе бидам многу среќен и ќе дадам бар мал допринос, ја и мојот пријател и комшија, во стварањето на една заедница, на едно друштво, за кој можда западните земји одавна го надминале. Ние мора да се бориме тоа време што они го стварале кроз години и векови можда многу брзо да го надминеме. И немаме време, оти животот си тече, а ние сакаме да живееме. Едноставно, јас сакам да ви кажам на крајот, сакам да живеам. Дозволете ми да живеам. Ништо друго не барам, пуштите ме да живеам со моите пријатели, со моите македонци, со моите албанци, со моите роми и други, онака како што сметам дека треба да живеам. Јас сум Фети Бајрами и се налазим во куќа од комшија. 40 година живимо заедно овде. Ево, као што видите, само пут не се одвојил. За 40 година немамо лош реч. Ни се едне стране, па ни се друге стране. Не поштивају и отац кај им бил жив, и овие што се остали, и ова ме поштива као што поштива својот сина најстариот, би сме исти години, ме поштива и мене. Ако му не долазимо една пута, два пута дневно, да го видимо како и шта е, ја немам што да додам више него што е комшија реко, толку. Како да ја искористиме нашата енергија за надминување на различностите и од нашата меѓузависност да извлечеме човечка корист и достоинство на живеењето? Со развојот на демократијата треба да се облагородува идејата за етничка толеранција, за соживот и добрососедски односи. Како да го забрзаме создавањето на погодна клима за заеднички живот во кој различностите ќе бидат за зближување, а не за разидување? Човекот е вечно упатен на борбата меѓу доброто и злото. Да се избориме да не ја изгубиме својата надеж за вистинскиот изглед со човековото име, зашто секој од нас е една голема човечка надеж. Треба постојано да се подсетуваме на мислата дека човековото битие секогаш и во сите животни околности се упатува за помош единствено на човекот. Никакви сили ниту бариери не можат да го свиткаат рбетот на совеста. Треба да се градат мостови за соживот и заедништво, зашто тоа е најдобриот пат за човечко препознавање, што е име на гордост и иднина за сите луѓе на светот. Уверувањето дека заедничкиот живот и соживотот е единствена алтернатива за мешаните средини е залог за еднината, вистинско вложување за животот, а не за војна и закани со оружје.
Вечниот стремеж за самоидентификација во сите животни реалности и различности не смее да се прави со емотивен неспокој, туку со демократски диалог и врз аргументите на вистинските човечки вредности и почитување на различностите. Останува надежта дека меѓузависноста може да биде во полза на сите, за поубав и подостоинствен човечки живот, што е највозвишена категорија на човекувањето. Дали сите ќе извлечеме поука од виорот на војната, која продолжува да се заканува со ѕвекетот на оружјето, наместо со животот да се избориме да бидеме драгоцен пример на човековото достоинство?